Под мотото на заборавеното да му дареме душа веќе една година како работи невладината организација Благородна мисија во Кочани. Денеска по тој повод градоначалникот Димитровски го посети ова место каде што секојдневно се собираат аришта од граѓаните на општината и се даваат на социјално загрозените семејства. Градоначалникот Димитровски задоволен од сегашната работа на Благородната мисија. Можам да кажам дека сум повеќе од задоволен од она што го видов на лице место и од искажувањата на членовите на Сдруженијето, заради тоа што и самиот наслов кажуваат и имаат навистина реализираат навистина една благородна мисија. Од една страна прибираат алишта од нашите сограѓани, а од друга страна ги подготвуваат тие алишта, тие обувки и ги даваат на социјално загрозените лица. Од бројките кои што ќе ги презентираат самите членови, може да се забележи дека е ова омасовено, ова е прифатено и ова е една мощна и убава работа која што треба да продолжи и понатаму. Како општина, заедно со институциите кои што ги имаме, се договоривме да ја продолжиме соработката и да овозможиме и сегашните активности кои што ги имат да ги продолжат, меѓутоа и да ги прошират. Да ги прошират во смисла на зголемување на количините на артикли кои што ќе бидат донирани и во смисла на подржување на уште повеќе семејства од колку што имаат до сега. До сега 232 корисници на социјална парична помош го посетили ова здружение и се снабдиле со облека донирана од граѓаните на општината. Од Благородната мисија со порака до сите хумани луѓе. Упатувам еден повик за сите кои што сакаат да донираат облека, можат да ги посетат нашите простории и сите оние на кои што е потребно, можат и да си ја земат, нели, таа облека кој што е потребно. Вие до сега во медиумите истакнавте дека, нели, нашите активности, нашите проекти кои што беа реализирани. Од општината најавија дека соработката со оваа невладина организација ќе продолжи и понатаму, се со цел да им се помогне на лицата кои се социјално загрозен карактер.